Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Во денешнава емисија, разговор со вице-премиерката за европски прашања на Република Македонија Теута Арифи. Но пред тоа да чуеме што донесе истрагата по скандалозната акција за стопирање на шверцот на оружје од САД за криминални групи во Мексико. Одделот за правда на САД препорачува дисциплинска акција против 14 поранешни и сегашни вработени, вклучувајќи го и поранешниот директор на Бирото за алкохол, тутун и огнено оружје. Истрагата била центрирана на нивните улоги во напорите за инфилтрација на операцијата за шверцување на оружје меѓу САД и Мексико, позната како Fast and Furious. Извештајот не донесе докази дека главниот обвинител Ерик Холдер бил информиран за деталите на операцијата, која тотално потврлила агентите изгубиле траг на оружјето веднаш откако е минало границата, за подоцна дело од него да се поврзе со криминални сцени во двете држави. Вице-премиерката за европски прашања на Република Македонија Теута Арифи е во Соединетите Американски држави. На незината сатница се средби со заменикот државен секретар Вилијам Барнс, представници на Конгресот и на Сенатот, невладини организации, за, како што вели таа, да елаборира за процесот што Македонија го води со Европската Унија. Еве извадоци од интервјуто што го направи колегата Јане Бојаджиевски. Пред да пристигнете во Вашингтон, еврокомесарот за проширување Штефан Филе беше во Скопје и тој очекува извештајот на Европската комисија што треба во октомври да излезе да биде позитивен за Македонија. Меѓутоа, дали тоа би значило конечно и датум за почеток на преговори? Јас мислам дека за нас во моментот не е толку значајно за да зборуваме за тоа дали ќе добиеме датум за преговори, колку е значајно да кажеме и да укажеме дека ние направивме многу позитивни чекори како земја и дека сега секако дека Европската Унија ќе најде големи поддржувачи меѓу членките на Европската Унија, зашто повеќе да отвориме процес на преговори. Меѓутоа, не можам да не ви го поставам прашањето зошто не се почитуваат пораките на еврокомесарот Филе дека партиите не треба етнички да поентираат на сметка на стабилноста на Македонија. Зборувам и за македонскиот политички блок и за албанскиот политички блок. Политичката реалност во Македонија е една реалност каде што етничката фрагментација не е одбегната и ниту во реалниот живот, ниту во политичкото действување. Јас мислам дека ние од оваа реалност во моментот не можеме да избегаме, а уште помалку би требало оваа реалност да се преправаме дека ја нема. Тоа што треба да го направиме е да ја следиме филозофијата, интегративната филозофија на Охридскиот рамковен договор, која би давала можност за поголема меѓуетничка интеграција и меѓуетничко разбирање. Сметам дека вредностите, идеите, како што се Европската Унија, па и НАТО, се големи надетнички идеи кои можат да дадат придонес на оваа кохезија. Меѓутоа, влијае ли при именувањето, например, на училиште, менување огласни табли, интонирање на албанска химна на почеток на школска година, за поголема интеграција на Македонија? Јас мислам дека ние на целиот овој последен феномен што се случува последните 2 месеци, треба да пристапиме многу рационално. Ние мора меѓусебно да се разбереме што тоа им е важно на граѓаните албанци и што тоа им е важно на граѓаните македонци и респектирајќи го тоа да најдеме нешто што е поголемо од нас, а тоа се вредностите на НАТО и на Европската Унија. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. Од економското опаѓање во 2008, обстанокот на бизнесите беше тежок во многу индустрии. Но Елизабет Ли известува од Лос Анџелес за еден тип на бизнес кој цвета се шири низ Америка за време на рецесија. Вид на фризерски салон. Ова не е типичен фризерски салон. Фризерите во Dry Bar не пострижуваат нити бојадисуваат коса. Нивната цел е да направат секој муштерија да изгледа како славна личност.
со професионално направена фризура. Цената на гламурот $35. Such a good deal that I'm willing to set aside. Се исплатува, ќе заштедам $35 секоја недела од храна за ова. Имаме чувство дека не продаваме фризерски услуги, туку дека продаваме среќа и самоувереност што доаѓа од добра фризура и мислам дека секоја жена сака да се чувствува така. Основачот на Dry Bar, Али Веб, го отворила првиот ваков салон во Лос Анџелес да пополни празнина што ја видела на пазарот. Имаше или скапи салони каде плаќате најмалку $80 или ефтини фризерници каде никогаш не знаете што ќе добиете. Бизнисот бил толку добар што само за 2 години Веб отворила 16 вакви салони во Соединетите Американски држави. Но таа не го патентирала. Слични салони се отвараат насекаде. Грети Хасон го отворила My Blow LA пред 2 години. Видовме дека станува голем тренд во Сан Франциско, Канада и Њујорк и се прашавме зошто не и на Беверли Хилс. Интересот бил толку голем што салонот создал профит уште првиот месец. Отворивме за време на рецесија. Многу ни помогна. Жените сакаат да имаат фризура и наместо еднаш за тие пари сега прават косата 2 пати. Оние што не можеле да платат 70 добија таква шанса за половина цена. Собствениците на овие салони велат дека клиентите се од вработени жени до мајки што седат дома. Јас сум писателка, актерка и мајка. Нема да платам $500 за косата, но ова ми се допаѓа. Многу е добро. Грети Хасон вели, овие салони не се само тренд, очекува да ги има на секое ќоше многу скоро. Знаете ли каде е руски Тибет? Ако не знаете, не сте сами. Но жителите на ова подрачје решиле тоа да го променат. Гледајте на утре, ве водиме тамо. Нова туристичка дестинација, Алтай, на руската граница со Монголија, Кина и Казахстан. Со планини, балади, конјско млеко, реки што ги полнат влечери. Гледајте утре во Newsflash. И тука е крајот на нашата емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Ние ве чекаме овде и јутре, а до тогаш продолжуваме да работиме за вас и на нашата веб страница. Адресата ја знаете, glasnaamerica.com. Пријатна вечер.